Да, како што можете да забележите и тука моментално времето, односно временските услови не се баш најдобри. За сега не се знае точно од кои причини, но она што ни најавија е тоа дека всушност првиот авион со кој што треба да слета генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ќе доцни наместо 17 часот, ќе доцни може и да стигне подоцна околу 15-20 минути од предвиденото, а исто така она што навистина интересно е дека освен Столтенберг исто така треба да пристигне уште еден авион каде што всушност во другиот ќе бидат и амбасадорите на НАТО, 29 амбасадори на НАТО. Освен тука од кога ќе слетаат на меѓународниот аеродром во Скопје, тие потоа ќе имаат средба, односно ќе ги пречека во собранието претседателот на собранието Талат Џафери. Она што можам да напоменам е дека сепак понабиена агенда ќе има во текот на утрешниот ден, каде што освен со премиерот Зоран Заев исто така ќе се сретнати со други високи функционери, а инаку ова е втора ваква посета од ваков ранг и всушност Столтенберг, односно прва посета по подпишувањето на протоколот за пристапот на Македонија во НАТО, кој што се случи во февруари, и од тогаш до сега вкупно 14 земји членки го имаат ратификувано овој протокол, а надлежните оценуваат дека всушност до јуни исто така треба да влезе во процедура во Соединетите Американски држави, а целосната процедура, односно ратификацијата, да заврши на есен и можно е дури да заврши и порано, исто така прогнозираат надлежните, односно пред самитот на Алијансата кој што годинава е закажан во декември во Лондон. Како што веќе напоменав, ова е прва ваква посета по подпишувањето на протоколот за влезот на Македонија во НАТО, а инаку непосредно пред оваа посета Столтенберг исто така изјави дека всушност алијансата е отворена, односно е подготвена да и посака добре дојде на Македонија. Оваа посета каде што всушност освен генералниот секретар на НАТО Столтенберг доаѓаат и други челници во НАТО, можам да кажам дека е втора ваква од овој ранг, бидејќи претходно во 2003 година имаше исто ваква посета кога всушност во Македонија тогаш дојде генералниот секретар на НАТО Џорџ Роверсон, кој што всушност целта тогаш беше поинаква, односно да го поздрави од Охридскиот договор. Како што веќе напоменав, првиот авион малку ќе доцина, но секако со повеќе информации ние ќе ви информираме во текот на редните информативни издания, односно во дневникот во 20 часот.